Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во македонската кошарка продефилираа многу играчи кои на овој или оној начин дадоа придонес за подигнување на квалитетот на кошаркарскиот спорт кај нас. Меѓутоа, интересно е дека во минатото, например, тешко можеше да се најде висок кошаркар. Се сеќавам уште од времето на Лазар Лечич во 60-тите години, тој шеташе низ цела Македонија да најде некој барем до 2 метра да е висок, за да каже дека еве работнички има центар. Меѓутоа, како врвеше времето, нормално секое време си носи и нешто ново, кај нас се родија и високи момци, од кои некои отидоа и во кошарката. Па во еден период очите на кошаркарскиот свет кај нас беа свртени токму кон едно такво момче кое достигна со растењето до 210 сантиметри. Предпоставувате, тоа е Тони Симич, кошаркар кој настапуваше во повеќе клубови во нашата држава, меѓутоа се памети по своите игри во работнички и во МЗ-та, па интересно беше кога од едниот клуб минуваше во другиот, какво беше однесувањето на гледачите на тој клуб каде што бил до тогаш, па какво било однесувањето на клубот која ќе го напушти другиот клуб и така се испреплетувале доста работи. Инаку Тони Симич беше и репрезентативец на Македонија по самостојувањето, не веднаш во онаа прва репрезентација, туку може да кажеме во втората генерација која учествуваше во квалификациите по она 1995-6 година, во квалификациите за настап на сите европски првенства. Тони Симич е нашата следна спортска легенда. Со него го започнувам разговорот со прашањето на колку години влезе во кошаркарската сала, во училиштето, може би си влегувал во салата таму, во училишните денови да играш, меѓутоа кога било твоето влегување, кога си помислил, јас ќе бидам кошаркар, ќе тренирам, каде беше тоа и која година? Вака пред се благодарам на поканата да бидам дел од ова прекрасна емисија. Вака, почетоците се многу далечни веќе. Значи првпат затоа ги правиме и овие емисии. Затоа се да се овие емисии да се подсетиме, кои што многу мина тоа не го знаат. Значи благодарение на тогашниот наставник по физичко, починатиот Љубомир Тунич во основното училиште Мирча Ацев, кај што и живеам и ден денеска, почетоците се од негова страна и негова иницијатива беше да почнам да се бавам со кошарка конкретно. Значи, он ме усмери во тие води, каде што ме донесе во работнички кај тогашниот и ден денешен легендарен тренер за млади категории Драган Василов Цевка, кој што и ден денеска соработуваме со него, каде што една прекрасна личност која што ме усмери во кошарката за да засакам што повеќе и да само со работа за да стигнеме до каде што сме стигнале. Интересно е ова за гледачите, до кај стигна па со својата височина во тој период? Тој период, негдека на таа возраст која почнав, негдека да бев 178, до 180 максимум. И кога почна да расте, овие викаат, овој не може да се овој, дај, пикај го во рекето. Да, и од таа 12 годишна возраст поминав 4 години во млади категории во работнички, каде што после тоа преминав во МЗТ, тоа е негдека 92-3 година, колку што се сеќавам добро. Таму исто бев, првите 2 години бевме под водство на тренерите
Саша Димитриевич и Бранко Крстевски професорот, да, под нивна рака бевме тие 2 години во младинска и многу брзо некако не прекомандува во тој сениорски тим каде што влегов па релативно со 17 години максимум да имавме тогаш. И тогаш на која позиција играш? Центарска позиција, заради тоа што тој период израснав до 2,10 и некако кога да се стопира се тоа растот после тоа. Ни милиметар не мрднавме. Па кај, сакаш до 2020 да. И тоа е доста, така да многу имаше некако, што знам, имавме страшно добра генерација во тој период. Тука беа Мирза Куртович кој што исто продолжи и понатака заедно од таа генерација, да кажеме, останати што активно игравме до пред некоја година, да кажеме. Во МЗТ, значи, доаѓаш од работнички, го забележавме твојот брз раст до 2,10 и таму велат немаме проблем за центар. Сега дали имаше проблеми во мечевите со работнички, кога играш за МЗТ, веќе заигра за сениорската екипа? Тогаш дека као младински категории не се обрнуваше многу внимание на тоа. Не се обрнуваше многу внимание, меѓутоа немаше некоја реакција околу тоа дека сум преминал од работнички во МЗТ и така да немав некои проблеми. Меѓутоа проблемите, тоа се сваќање на навијачки групи, каде што кога повторно се вратив во работнички, каде што претходно поминав стварно убави години во МЗТ, имаше и успешни сезони, каде што тогаш прв пат падна Реал Мадрид во Скопје, каде што беше страшна еуфорија, се живееше за кошарка во тој период не само во Скопје, туку во цела Македонија воопшто. И откако преминав после 99 година во работнички, тогаш настанаа тие негативни страни према мене, конкретно од навијачките групи, да, навијачката група на МЗТ. Брзо некако дојдовме сега до тоа минување во работнички. Имаше интересни моменти во МЗТ Скопје, со МЗТ, еве спомена, падна и Реал Мадрид, но паѓа и други екипи, па сега ме интересира тој период кога веќе ти созреваш како играч, после 95-та година, откако веќе се надзираше дека си не само висок, туку и квалитет, да ни кажеш како се чувствуваше во играта, како се однесуваше, бидејќи имаше и постари играчи од тебе, па тие требаа да те хранат со топки. Како изгледаше сето тоа, тој период во МЗТ, кога Тони Симиш практично го градеше и своето кошаркарско име? Па вака, например, тој период на кошарката воопшто во Македонија беше многу некако да кажам, поедноставно, нормално со работа за да се избориш и некако самите играчи кои што тоа го напоменавте беа постари и тоа све за да се вклопиме во првиот тим. Меѓутоа тука имавме голема доверба и во тренерите во тој период кај што стварно сакаа да ни дадат поддршка за да се избориме тој преломен период од младинска во сениорска конкуренција, што за жал мислам дека сега во овој период кај нас самите тренери не преземаат таква одговорност. Така да тие беа стварно убави времиња, стварно се работеше доста. Со нас помладите имаше опции кај што игравме на двојни лиценци за да напредуваме повеќе. Тоа беше обично за викенд си тренираме цело време со првиот тим. За викенд ако игра првата екипа, на пример сабота, ние недела игравме. 4 години, 4 годишен договор кога бев во МЗТ ги играв во второлигашка конкуренција, заради тоа што такви им беа амбициите, сакаа
да што побрзо напредуваме и немаше носење странски играчи као сега по 6-7, тогаш имаше еден кој што го имавме Марк Дин, сите се сеќаваат на него многу добро. Тој као да беше роден у Скопје, македонец. Така да некако времињата беа скроз другачи. Кои беа тренери тогаш што се грижа еве за тебе и за тие како тебе што доаѓавте од младинска конкуренција во сениорскиот тим? Тогаш беше Александар Књазев, првиот тренер на МЗТ, баш во тие години кај што тоа што го напоменав надпревари со Реал Мадрид во Сапорта куп што игравме, во тој период беше Александар Књазев тренер. Добро, Ацика е еден од најпознатите наши тренери. Тој во 60-тите години беше најдобар играч во Македонија, бек, па и во Југославија, по од време на време ќе ја помирисаше и репрезентацијата. А сега да кажам за тебе и за гледачите дека таму во 1957 или 8 година со Драголјуб Лазов заедно настапија во југословенската железничарска репрезентација на Европското првенство во Брисел. Тогаш имаше надпревар за тие железничарски репрезентации. Репрезентациите беа сочинети од играчи што играа па за железничарските клубови. Работнички цел живот беше железничарско спортско друштво или железничарски кошаркарски клуб. Па имаше железничар од Чачак, па имаше железничар Белград, па Сараево, па Љубљана, па Загреб и така се составуваа добри репрезентации. Интересно беше, ако железничарски репрезентации, интересно беше тоа првенство. Вака направив едно навраќање за да се добие јасна слика за тоа кој бил и што бил Александар Књазев, кој заврши својата кариера играчка во Работнички, а потоа продолжи со Лечич, потоа и сам да го води тимот на Работнички, па во МЗТ и така секаде помага. Па и Кочани, ако се сеќаваш со него. Освоја во тие години убави. Значи, Александар Књазев е човекот кој тогаш се грижеше за вас. Кој што имаше доверба во нас. Во вистински раце сте потпаднале. И сега продолжуваме со твојата приказка за МЗТ. Опиши ни некој надпревар кој вечно ќе остане во твоите сеќавања, ајде, Реал Мадрид. Па, тој надпревар не може да се заборави, искрено не може да се заборави. Тоа беше страшно невидена еуфорија. Значи, таму немаше место прво во салата на 2,5 до 3 часа пред надпреварот. Значи, се беше полно. Сите сакаа да си фатат место на време. Имаше некој кој што од страна што се вика висеа на конструкциите за да го гледаат тој надпревар. Беше страшна атмосфера и еуфорија, каде што јас стварно тогаш бев со 19-20 години, тоа е 96-та година, кој што го игравме тој надпревар. И тоа почнав од почеток надпреварот, ама од неискуство да многу брзо фаули направив. А беше изненаден кога те стави Ацика одма во прва петорка. Во прва петорка, кај што Тони во прва. Да, кај што ги изненади противниците, тактика. Не очекував, искрено не очекував. Голем простор имав во тој период, искрено, кај што и максимално го користев. Не, али тој надпревар е каде што тренер на Реал Мадрид беше денеска легендарниот Желјко Обрадовиќ. Тогаш беше почеток, па почетни години од кариерата тренерска него, кај што настапуваше и Бодирога тука. Така да тој надпревар е за незаборав. Да. И ти како го почна, како нареди на брзина? За 3-4 минути имав веќе 3 фаули, од неискуство тоа. Играа поискусни играчи од противничката екипа. И што викаш, ке те финтира ти директно на него? Директно на него и фаул еден, фаул втор, трет. Али на крај се заборава, Ацика, што ти викам? Внимавај малку или пак, може би
нарочно те уфрлил за така да одиграш малку, да им дадеш до знаење дека нема да биде лесно. Така, па Дека ќе има знаеш, такви не може- дуели, жестоки. баш жестоки беа, кај што играа стварно, они се и денеска гигант у кошарката, така да Добро, ама исто тоа е може да се убав напомене момент над во преварот кариерата. со исто во таа година со Ратио Фарм Улм, што игравме над преварот каде што на два разлика за Улм ни пресекуваат топка на недека 7-8 секунди до крај. Има американци тогаш многу во нивната екипа и они ја сечат топката трга на као да на забивање, топката излегува од кош, ја земаме ние во напад и во последна секунда Перо Блажевски исто постигнува, тоа уствари беше на 3 разлика, постигнува тројка во задни секунди и играме продолжение и во продолжение го добиваме над преварот. Што тоа не може да се деси никогаш, мислам дека такво нешто, да се иде на повтори. забивање и да излезе топката од никој ништо, значи иде сам на кош. Исто и тој тоа момент е, е некогаш и доста- среќата да, треба беше на нас среќата треба да многу ги повеќе, посуш, да. Велат, без среќа нема ништо. Нема ништо, Еве така, еден да. таков среќен момент за Баш така, мржата. да. Види, сега ме подсети јас како да се сеќавам на тој момент и тоа излегување на топката, а Перо Блажевски имаше Беше сигурна рака и тој беше мирен, врвен. невиден, Врвен да, играч, да. смирен. Тој си ја вршеше работата, вистинска кртица беше. Да, Работеше цело време и даваше Беше максимален невидено придонес во играта, а и со играчите бевте така, имавте некоја сигурност покрај Многу. него. Не, самата Па и како екипа во човек беше тој период таков. беше страшно имаше хемија, значи во тој тим беше невероватно нешто. Тука и Врбица, и Књазев, Перо Блажевски, Нешовиќ, Марк Дин, За Боби Књазев, Петревски, младиот зборуваш, за Жоро. младиот, да, младиот, Мирза А овој Куртович, стариот ве водеше. Ве водеше, да. Страшно нешто беше. Тоа беше сите живеевме за Значи, за уште еден, тогаш не за сите. имаше непотизам, а? Не. Синот. Си го Да, ставал. не, али немаше. Не, Жоро беше добар играч, исто Исто, и репрезентатив. Ова во шега го кажав дека Да, многу да. популарно е да се употребува тој збор непотизам и кога држи и кога Никој не држи. Така, баш Па така. затоа ние на шега со Вацика, иначе сме другари од детството, Баш така. и ќе му речевме, Вацика, протекција. Ти е добро на терен, гледајте ако е протекција. Така. Добро вика, ќе го извадам од игра. И тоа е, па Жоро продолжи таму во арапските земји, во Кувејт, Во Кувејт, мислам последниве дека сега е години. во Америка. Сега е во песен. Калифорнија, кај сестра му. Да. Таму се собираат, па кога ја снимаме оваа емисија и Ацика со сопругата е таму, па често вака сега со ова вајберите, виберите, како Да. ги викаме, може да си Да, искомуницираме. тука преку лето кога доаѓа минатата година, мислам дека на кратко се видовме. Океј, Пак се е навраќа супер, се е, во да. Саливе и така. Ти кажа за овие меѓународни надпревари. Радио Фарм У и Реал. Ама ајде кажи ни за оние двомечи со работнички, дали имаше специјална подготовка, тоа беше настан на денот за Скопје и за Тоа- Македонија, со спортски настан Да. број 1. Да, еве, сега кога веќе почнам, мислам, го водиме разговорот од страна на кога бев во МЗТ, исто, значи, као да, дали е Реал Мадрид или Ратио Фарм Улм, доаѓа работнички, тоа беше исто, буквално исто, значи не се менуваше Ништо во психологијата. Ништо не се менуваше, да. Може беше и дупло од тоа што е со Реал и со тоа се, каде што мораше по секоја цена да се победи, каде што искрено работнички беше во тој период, не да бевме ние слаби, ама работнички исто беше добар тим, има нон-стоп. Зборуваме за вториот дел од последната деценија од минатиот да, век. Да. Така Ти да играше на оној надпревар кога се случи прекин во градски парк, димни завеси, некој тогаш па го освоивме прекин. купот тука.
Прекиди имаше, со Лазар Лечич ни беше тренер во таа година кога беше купот, да. кога настана маглата, се беше задимено, не се гледаше ништо. Како ќе се доигра над преварот. Организатори беа работнички кај што мислеа дека стварно ќе бидат они освојувачи на купот, значи они го земаа во последен момент. Беа сигурни во тоа се, меѓутоа и организацијата на купот ја зема. Ако не направи некоја сцена, го знаете и вие подобро. И ден денеска е таков. Така да не нешто се заборава, знаеш, има ситуации кај што можда и сум ги заборел веќе, али добро, тој надпревар не се заборава. Тој не се заборава, да, беше дилема дали ќе продолжи или нема да продолжи. Ама продолжи, го освоивте купот, ти се сеќаваш ли колку купови имаш освоено со екипиве кај што... Со МЗТ имам 3 купа освоено, 6 со работнички. Значи вкупно 9 купови, па и тука може си меѓу рекордерите, а првенства на Македонија? 10 имам. 10. Значи 10 првенства, 10 титули, 9 купови. Тоа е една убава спортска биографија за првиот куп со МЗТ го освоиме во Радовиш, таа иста година 96-та кога беше во Радовиш си играше купот и тогаш ме прогласија прв пат за MVP на турнирот. Значи MVP беше на завршницата од купот на Македонија. Да, во Радовиш, доколку се сеќавате. Тоа е 90-96-та тие години. Па дојдов јас, финалето го пренесувавме од таму од Радовиш. Со Тиквеш го игравме, а во полуфинале го елиминиравме работнички. Го спомнавме тој надпревар со зачадената сала во работничка. Имало ли некоја таква ситуација во МЗТ? Да се прекине надпревар, па да има празнење на салата, па гледачите да не сакаат да излезат и да се создадат проблеми и да биде доведен во прашање мечот. Имаше ситуации, меѓутоа, кога бев во МЗТ тоа не, кога бев во работнички, имаше и во аеродром исто ситуација за прекин на надпревар, кај што ја бев главна цел за тоа све, заради тоа што многу беше настроено према мене тензично, да не имав ситуација да идам ни дури и колата ми има искршено првата година. Значи тоа Каде кога играше во работнички кога премина во ДМЗТ во работнички, не можеа да се помират. Да, и тоа аеродромци уште првата година, вика ајде ауто, автомобил. Колата паркирана на паркинг подалеку километар од сала, ама ја најдоа и ја искршија. Така да имаше страшни зависи да цени. промашеле, па тој ќе се чудел што им требало сега кола. Да, и тоа со страф одев искрено. Не ти се одеше да треба да играш. После тоа идевме организирано со полиција, со тоа што беше стварно тензично беше. Сега веќе Ајде, многу ме интересира, еве, да ми кажеш како се чувствуваше во првиот момент кога истрча на теренот за работнички против МЗТ. Дали имаше некоја трема, зашто гледачите веќе од пред тоа си скандира она што скандира Тони таков, Тони вако. Првиот надпревар го игравме со МЗТ во работнички салата, од првенство беше. Ние беме домаќини работнички, каде што уште на загревање не искуство од моја страна, каде што искрено подлегнав на нивни провокации и тоа, каде што многу слабо го одиграв надпреварот, искрено, бев на друга страна со размислувањето и со се тоа сконцентриран, како ќе помине утакмицата, и откако заврши надпреварот се ние го добивме тој надпревар, си седнав и си размислувам, јас не можам со 2-3 илјади публика да се расправам, значи морам да бидам сконцентриран додека трае надпреварот, да воопшто не ги ни приметувам дека да они... Да, од следните веќе надпревари се смени во самото... Добро кажи, искуството си го прави своето и веќе знаеш што те очекува и викаш ја гледам. Си го гледам своето што треба да го направам на терен и тоа е тоа, нивно си е да навиваат и како сака да навиваат и се. За која екипа против една од двете имаш
повеќе победи? Дали за МЗТ против Работнички или за Работнички против МЗТ? Работнички против МЗТ, бидејќи повеќе години бев таму. Подолг период беше. Да. Ти беше 10 години, речи 10 си бев, од без прекин, 99-та без до прекин. 2009-та. Да, па Една година имаше во излет, Вардар. што беше тоа? во Вардар осигурување отидов таа Да. година 2009 кога се повлече Фершпет од главен Спонзорството спонзор на од Работнички, клубот, да. и преминав во екипата на Вардар осигурување, тогаш што на жалост стварно само една година функционираше клубот. Од не знам кои причини многу брзо престана да функционира тој Згасна. тим, да, згасна, каде што стварно имавме одличен тим, значи тренер беше Боби Петревски на таа екипа, исто игравме јас, Перо Блажевски беше таму, Дамјан, Грнчаров играше, Кире Николовски од сегашниот Добра екипа бевте, ова добра петорка екипа. што ја кажа. Да, добра. Александар Костовски беше тука исто. Да. Имаме страшно добра екипа, дури без пораз завршивме во регуларен дел. Мада беше многу лигата, тогаш имаше многу падови со клубовите. Едино Фени беше тука у таа конкуренција, каде што таа година Фени го освои првенството. Тоа беше 2009-10 сезона. После таа една година пауза, ја повторно се вратив во Работнички 2011 кога тогаш беше Кубус влезен као спонзор во клубот. Да. Таа една Влегува, ама не се одржува подолг Не се период одржува, и да. нема стабилно живење клубовите. Се сеќавам ти пред таа 2009-та, кога го напушти Работнички заради Вардар осигурување, имаше едно отсуство од една година во странство во Полска беше тоа, Да, во не- Котвице ми се чини, така Да. се викаше клубот. Па не беше цела сезона, не дека 4-5 месеци да беше и тоа и повторно се вратив назад во Работнички. Значи Така, тоа печесно. не Тоа може беше да го 2000 сметаме како прекен во не беше, членувањето во да. Работнички. Многу брзо повторно се вратив назад, да. И што беше причината, како беше таму во Полска? Па тргна надолу со резултати, тоа увек е, може да се каже само кај нас си ги штитат странците повеќе од домашните играчи. Таму знаете на Таму тапете прво одат странците, одма странците а одат, домашните домашните се си се, да, а кај нас на жалост е спротивното. Странците, па еве ти кажа на почетокот, не може да се издигне и квалитетот до тоа ниво, бидејќи ако земеме од една петорка, четворица, некогаш и пет петпина се играат. странци. Тука треба нешто да се направи, да им се даде шанса на младиве деца да заиграат и да го подигнат својот квалитет.